Зелена дипломатија, новото нормално. Вработените во Министерството за надворешни работи ќе се возат со електрични тротинети. Шефот на македонската дипломатија се пофали со пример за одговорно однесување кон животната средина и проблемот со аерозагадувањето. Османи неделното утро го започна со промоција на електрични тротинети. Практичноста од употребата на ваков тип на превозни средства се добива со едноставен преглед на локациите на државните институции, при што веднаш се забележува дека во диаметар од 1 до 2 километри се наоѓаат 90% од нив, кои секојдневно се упатени на соработка со станоци и координации. За вакви секојдневни кратки дестинации треба да се обидеме колку можеме повеќе и колку ни дозволуваат околностите да се користи велосипед, електричен тротинет. Преку вакви примери се помагаме себе си, ќе им ослободиме простор на другите, ќе ги помогнеме на околината и на природата, за да имаме почиста животна средина. Се е пиар, коментираат за Алфа од Македонскиот дипломатски синдикат за набавката на електрични тротинети. Има толку многу работи да се направат за дипломатите, велат од синдикатот. Просечната плата во државата е 28.000, а вработените во МНР земаат во просек 10% помалку или 26.000. Сликата во МНР според нив денес е поразителна, бидејќи голем дел од вработените не може да си дозволат да го почитуваат кодексот за пристојно облекување. Откако партијата на Ахмети стана зелена и еколошка, промовираше само 20-секунден спот како паѓаат фабрики, а се појавуваат сончеви колектори, сончоглед и зеленило, без да објасни како овие проекти би се оствариле. Зелената агенда во струшки стил беше осветлувањето на Црн Дрим. Првиот човек на струга мерка ја олесни општинската каса за 110.000 евра за одеднаш да светна 300 светилки во Црн Дрим. Со зелената платформа на ДУИ не беа опфатени ниту трите бесправно изградени платформи на Матка, кои нивниот градоначалник Беџети не се осмели да ги урне. Власта спроведува зелена агенда, но во последната набавка на 45 возила на лизинг за потребите на владата, ниту едно не е електрично. Сепак зелената такса со која горивата ќе поскапат за 4,13 денари ќе падне на грбот на граѓаните. Според премиерот Заев, тоа би било стимул македонците да купуваат електрични автомобили, чија цена почнува од 15.000 евра.